личен разговор со председателот на Европскиот олимписки комитет, министерот за спорт Борко Ристовски укажал дека државата ги нема потребните капацитети и комплекси за организирање на младинската олимпијада во Скопје и Куманово. Иако признава дека организацијата во одреден момент затајла, сепак вели дека тоа не било на катастрофално ниво. Ние предложивме или да се откаже олимпијадата што за младинци што се одржува во Македонија, или таа да се редуцира на 1000 учесници за кои што можеме како држава да дадеме гаранции. Бевме одбиени. Инженерските анализи на статиката на надвозникот Влајко се успешно завршени, а првичните анализи од општината Карпош носат мирна вест. Нема забележани сериозни проблеми што би ја загрозиле неговата стабилност. Ова е редовно инженерско испитување на надвозникот како дел од стандардна процедура поради староста на објектот кој е изграден во 2005 година. Испитувањата ги реализираше ТСГ Индустри Сервис, фирма која во наредниот период ќе изготви детална анализа со предлози за идни активности за заштита и одржување на конструкцијата, соопшти општината. На местото на поранешниот запуштен простор, општина Киселавода доби нов современо уреден простор на површина од околу 1250 квадратни метри, лоциран во рамките на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов. Станува збор за нов парк со прв инклузивен сообраќаен полигон во општината, простор наменет за игра, учење и развој на сите деца, вклучително и на децата со попреченост. Отворањето на овој парк и инклузивен сообраќаен полигон е конкретен доказ за тоа. Се наоѓа во училиште кое има специјална задача да обезбеди образование и поддршка за децата со оштетен вид. И не случајно, токму тука вложуваме во инфраструктура која е достапна и корисна за сите, напиша градоначалникот на Киселавода и кандидат за градоначалничката функција на град Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Градинката Мајски цвет во досегашната фаза на реконструкција доби метална конструкција на новиот објект, 20 шахти за атмосферските води. Градоначалникот на Карпош Стефче Јакимовски направи увид на тековната работа на реновирањето на објектот и изрази задоволство од динамиката на работа. Градинката ќе биде целосно реконструирана и повторно ќе ги згрижи најмладите карпошани веќе во ноември. Новата градинка ќе биде енергетски ефикасна, а сеизмички отпорна и по највисоки европски стандарди. Безбедно и инспиративно место за психофизички развој на дечињата од Карпош, напиша Јакимовски. Со цел Ѓорче Петровци да уживаат во безбедна, чиста и здрава средина за игра и рекреација, општината формираше посебна екипа која секојдневно ќе ги чисти и одржува сите детски игралишта и паркови на нејзина територија. Оттаму апелираат до сите жители да се грижат за заедничкиот простор, да не фрлаат отпад, како и да се сачува околината. Во рамките на оваа заложба реализирана е и редовна теренска акција за чистење на јавните површини на неколку локации во Ѓорче Петров, во соработка со комуналниот пункт, соопштија од општината. Пријавите од граѓаните на Центар вродија со плод. Општината ги отстрани поставените шатори, ја искоси тревата, а просторот во паркот го исчисти од отпад. По пријава од граѓаните веднаш постапивме. Ваквите јавни површини мора да бидат достапни и сигурни за сите, особено за децата и родителите кои секојдневно се собираат таму. Узурпација, шатори, физички пресметки нема да дозволиме вакви појави во Центар. Ќе реагираме секогаш кога ќе се нарушува јавниот ред, објави градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, кој е во трка и за втор мандат. Од денеска до четврток, градот Скопје ќе започне со терестричната дезинсекција против комарци. Градските власти информираат дека прскањето ќе се случува од 22 до 3 часот наутро, а доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, активноста ќе се изврши во истиот термин првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни. Градските власти апелираат пчеларите на времено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Времето денеска ќе биде променливо, облачно и нестабилно, со локален пороен дожд и грмежи. Во Скопје во делови од котлината ќе има појава на невреме со пообилен пороен дожд, силен ветер и изолирана појава на град.
Минималната температура ќе се спушти до 19, а максималната ќе достигне до 30 степени. Во вторник наместа ќе биде нестабилно со пореен дожд и грмежи, локално со поинтензивни процеси. Од среда ќе преовладува претежно стабилно и потопло време со пораст на дневната температура, соопшти УХМР.